Јас сакам да информирам дека ние како пратеничка група од ВМРО ДПМН ќе го поддржиме амандманот на господинот Фадил Зендели, кој што се однесува на осветлување и има една символична сума од 600.000 денари за осветлување на едно навистина исклучително значајно историско место не само за Скопје или за Република Македонија, него претпознатливо место каде што туристите кои што доаѓаат во Република Македонија никогаш не го одбегнале, затоа што говори за едно минато и говори за еден начин на живење, тоа е духот на историското место на Скопје и затоа сметам дека владата треба да обезбеди средства кои што се символични, како што кажа и колегата Фадил Зендели, и покрај тоа што заменичката многу добро објасна дека постоеле одредени средства во буџетот на општината Чаир и дека постои закон на децентрализација, но ние многу добро знаеме кои од градоначалниците како и на кој начин тој закон за децентрализација го користат во пракса и еве имаме еден конкретен пример како градоначалникот на Чаир фактички и не се, да речам, одважил една толку символична сума од 600.000 денари да направи еден проект и да го осветли ова амбиентална средина која што од исклучително значење како за Скопје, за Република Македонија и за туристите кои што доаѓаат тука. Значи, без разлика што постоеле средства, тој не го направил, што кажува дека учинокот на реализација на градоначалникот на Чаир во овој случај е мал. И господинот Реджел Исмаили кажа дека има некој проект од Светска банка и дека ќе се искористат овие средства за вложување во старата чаршија, за поплочување, за реконструкција или ревитализација на дуќаните кои што се наоѓаат во старата чаршија, но меѓутоа нема средства за осветлување. Значи, овие средства кои што ги бара колегата, уште еднаш ќе кажам, навистина се крајно минорни и мали, за кои што владата на Република Македонија не требаше да направи никаков проблем за истите да ги обезбеди, затоа што гледаме, јас верувам и во тоа дека колегата Фадил Зендели бил потикнат токму од таа причина, што градоначалникот на Чаир не си ги користи своите надлежности согласно законот за децентрализација, не сака да ја осветли старата чаршија, па затоа ние како пратеници сме на некој начин приморани да поднесуваме законски решенија кои што се во надлежност на локалната самоуправа, но од различни причини градоначалниците не сакаат истите да ги завршат. Исклучително важно е, навистина, почитувани колеги, апелираме и до колегите од ДУИ да го поддржат овој амандман од колегите од БЕСА, затоа што се работи за символична, многу минорна сума, а која што ќе донесе навистина до значајни ефекти, сепак во значење на развојот на туризмот и одбележување на една историска целина, амбиентална целина, сепак во развој на нашето културно наследство. Ви благодарам.